Дали родителството може да стане уживање? На оваа тема денеска разговараме со Сонја Китановска-Кимовска, едукатор за родители и автор на книгата Разбуди го родителот во себе. Добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добре ве најдов. Сонја, вие сте професор на Филолошкиот факултет. На која катедра? Англиски јазик? Катедра за преведување и толкување. Мајка сте на три деца, на возраст од 6, 11 и 15 години. Да. Па дали вие сте се соочили со некои посебни предизвици во родителството кои што ве насочија да истражувате во таа област? Па не би рекла дека беа нешто невообичаено посебни. Мислам дека беа предизвици што ги има во секој семејство каде што има најмалку 2 деца, а може би и во еднодетни семејства да ги има, например во односите со братучеди или со други блиски деца. Значи се работи за онаа состојба кога детето се чувствува открунисано. До тој момент било центар на внимание во домот и сега наеднаш доаѓа бебе дома и тоа дете се чувствува на некој начин запоставено. Мене тоа ми се случи. Значи во тој момент јас ги немав тие сознанија кои што ги имам сега и да кажам дека не бев спремна како да се справам јас со таа ситуација. Толку бев преокупирана со грижата околу бебето, буквално ми го зеде цело моје внимание, иако знаев дека не посветувам доволно време на другото дете, меѓутоа не знаев како да едноставно да се снајдам во таа ситуација и не ги имав алатките, не ги имав знаењата, за да можам соодветно да одговорам на неговите потреби. Значи, ова беше едно од поголемите лекции што ги научивте како родител? Тоа беше тоа што ме поттикна да истражувам на оваа тема, што ме освести до едно ниво, за да сватам дека јас треба да учам. Значи, јас сум учела факултет и сум магистрирала, сум докторирала, а за родителство ништо. Не сум научила и ништо не сум знаела до тој момент. Едноставно, ние сите постапуваме на тој начин како што сме научиле од околината и тоа некогаш функционира, а некогаш не. И тој беше мојот прв мотив кој што ме поттикна да читам, да истражувам и на крај сето тоа да го преточам во оваа книга. Претпоставувам и искуството на родител на 3 деца исто така придонесе да внесете некои од вашите искуства во оваа книга. Ја напишавте книгата Разбуди го родителот во себе. Дали ќе бевте автор на ваква книга доколку не бевте родител? Што точно ве мотивираше сето ова да го ставите во неа? Дефинитивно не. Можам да гарантирам, да тврдам. Значи, родителот се раѓа со детето. И го учи родителството низ процесот на гледање, на одгледување на детето. Така и јас се разбудив, да речам, во тој момент и не токму со самото раѓање, туку низ процесот на соочување со сите тие предизвици, секојдневни ситуации, кои што некогаш ги решаваме добро, а некогаш не толку добро. Така што да, дефинитивно тоа искуство на некој начин ми го трасира овој пат кој што сега го одам. Ако не бев родител, немаше да одам. Тоа е како, знаете, како возење велосипед или возење автомобил. Значи, мора да се пуштите, да влезете во тој процес, за да го научите. Само ако читате од книги, од курсеви, од, не знам, конференции, работилници, тоа не е доволно. Затоа што знаењето е едно теоретско знаење когнитивно, а друго е примената. Праксата. И низ пракса најмногу и се учи, низ собствените грешки и низ примена на тоа што е научено. И така дојде и до оваа книга. Значи, јас од сето тоа што истражував дома, тестирав, пробував и видов што ми функционира, а што не. И тоа што ми функционираше, сакав да го систематизирам на едно место, за да можам да се го препрочитувам, да се подсетувам. Тоа ми беше првата идеја, да си имам еден прирачник за мене, пред се, за да можам знаењето да го применам токму тогаш кога ми треба. На некој начин да го усвојам. Не само да го знам теоретски. Многу мажи жени велат дека не се подготвени за родителство и тоа значи дека не постои вистински момент кога родителот вонаш се буди, туку тоа е еден процес, колку што ве сватив, кој што се учи од како бебето ќе дојде во домот. Но истовремено велите дека родителите треба да бидат подготвени за предизвиците со кои што ќе се соочат во текот на родителството. Па како да се подготват за она што следи во процесот на воспитувањето на детето?
Значи, ние главно нели се подготвуваме за физичкиот дел од процесот, како мајки пред се, бидејќи нели ние сме тие што го носиме плодот. Не толку за емоционалниот дел. И тие први борби настануваат кога детето ќе почне да го покажува својот темперамент. Како може да се подготвиме? Значи, прво да бидеме спремни да го прифатиме детето такво какво што ќе ни дојде. Значи, ние нели немаме рецепт, ниту пак по нарачка ќе ни дојде со тие и тие карактеристики, доаѓа такво како што ќе го створи природата. Да го прифатиме со сите негови позитивни и негативни страни и со сите негови потенцијали. И да створиме таква атмосфера која што ќе му возможи раст и развој на тие негови потенцијали да дојдат до полн израз. Тоа е едниот момент каде што мислам дека некои родители грешат кога сакаат да го обликуваат детето по некоја нивна мера, наместо да го прифатат такво какво што е и со тоа што го имаат, со тој капацитет да работат понатаму за да го извлечат тоа што го сакаат. Или што би можело да се извлече од тоа дете. Тоа е една работа. Друга работа е она што претходно го кажав, да бидат подготвени, да работат на себе, затоа што детето ви ги вади на површина вашите слабости. Ние обично не сме ни свесни за тоа. Обично ја префрламе вината на детето. Многу ретко се вртиме кон себе да видиме кој е нашиот удел во тој процес. Родителството како однос е комуникација двонасочна. Колку што придонесува детето во таа комуникација, толку придонесувам и јас. И јас, можеби, мојата одговорност е многу поголема, затоа што јас сум возрастниот. А детето е се уште дете, има простор да се развива и да расте. И учи од мене, каков пример давам јас. Така што треба да бидеме спремни и за тој аспект на работа на себе. И тоа е исто така една моја лекција, многу важна, можеби суштинска, дека родителството е пред се работа на себе и еден долг процес на личен раст и развој. И третиот сегмент на подготовката е тој теоретскиот сегмент, каде што може да читаме, да учиме кои се развојните можности на детето, што во која фаза од развојот може да очекуваме, што е нормално да се очекува, иако можеби не ни се допаѓа во тој момент, а што не. И како детето го доживува светот, односно кои се неговите капацитети, како тоа се справува од негова гледна точка и како ние може да го олесниме тој процес. Современите стилови на родителство кои што се фокусираат на партнерство со детето обично се обвинуваат дека создаваат генерации без никаква контрола, кои што немаат никакви граници, без дисциплина. Како вие гледате на сето ова? Па мислам дека треба да се вратиме малку назад за да го разбереме тоа што се случува денес. Нашите генерации и генерациите пред тоа растеле во еден поинаков систем, каде што веројатно подоминантен бил авторитарниот родителски стил, каде што се знае кој е главен, каде што и самото општествено обкружување било поинакво, па дури и жените имале малку поинаква улога од тоа што имаат денес, малку подчинета, со тоа и децата. И тука родителот има главен збор, детето нема што многу да кажува, треба само да слуша, па се применувале и казни, и уцени, и заплашување, и засрамување, и замолчување. И тоа даде деца, генерации деца со намалена самодоверба, со намалено самопочитување. И денешниве родители сакајќи да го избегнат тоа, да го избегнат тој исход кај своите деца, се го одат во друга крајност на премногу попустлив родителски стил, каде што тука детето е главно и треба сите негови желби да се исполнат, а родителот е тука да ги задоволи сите негови потреби и желби, без поставување на никакви граници. Меѓутоа, ниту едното, ниту другото не е најдоброто. Туку најдоброто е оно што е, се вика авторитативен родителски стил, каде што имате голема доза на љубов, топлина, уважување на потребите на детето, меѓутоа во исто време и цврсти граници. Што е тоа позитивна дисциплина од аспект на родителство? Позитивна дисциплина се вклопува токму во тој авторитативен родителски стил, каде што родителувате и нежно и цврсто во исто време.
каде што се родителува врз основа на почитување на личноста на детето, меѓутоа и почитување на сопствените потреби на родителот. Значи, бараме начин на комуникација и методи каде што ќе ги задоволиме потребите на детето, ќе го уважиме како личност, ќе покажеме разбирање за неговите чувства во ситуацијата, дури тогаш кога не му се допаѓа, дури тогаш кога може да плаче, да вика, нели, да се однесува на начин кој што нам не ни се допаѓа, меѓутоа во исто време и почит кон сопствените потреби и кон сопствените барања како родител во поглед на тоа кои се нашите очекувања за тоа дете, како во одредени ситуации очекуваме да се однесува. Значи баланс помеѓу љубезноста, блискоста и поставувањето граници во однос на правилата. Да. Значи позитивна дисциплина, дисциплината подразбира учење граници, а на позитивен начин. Ајде дајте ни некој пример од секојдневието. Како може позитивната дисциплина да се примени во некои секојдневни ситуации? Може Например, да се... детето одвраќа, еве. Ви се спротивставува? Се спротивставува, да. Да. Тука ни помагаат љубопитните прашања. Значи, прво треба да видиме зошто така реагира. Кои се твоите потреби? Како ти ја разбираш оваа ситуација? Гледам дека нешто не ти се допаѓа. Гледам дека не сакаш да го направиш ова што го барам. Значи со разговор. Со разговор, со почит. Значи не со закани, не со уцени, не со омаловажување, туку со љубопитност и со емпатија во исто време. Значи разбирам дека ти е тешко, знам дека не сакаш да ја пишуваш домашната задача, знам дека не сакаш да облечеш палто, меѓутоа надвор е студено, јас сум одговорна за тебе, се грижам за твоето здравје. Можеш да избереш дали ќе облечеш зелената јакна или сината тренерка, пример. Му даваме избор со тоа што му ја пренесуваме на тој начин контролата, затоа што децата сакаат да имаат чувство на контрола во својот живот, нели тие се мали и реално многу малку од тоа што се случува околу нив е под нивна контрола. Така што секогаш кога може да им дадеме такво чувство на контрола, тоа е убаво да го направиме. Како едукатор за родители, позитивна дисциплина организирате работилници на кои што родителите можат да ги добијат и овие картички за родителување со позитивна дисциплина. Еве, дел ќе ви ги дадам вас. Што се има на нив? Еве, обврски. Децата учат животни вештини, развиваат социјални интереси, се чувствуваат способни кога помагаат во домот. Значи треба да помагаат. Тоа е една од лекциите што треба да се научат. Да, значи една од основите на позитивна дисциплина е всушност психологијата на Адлер, кој што зборува за почит кон сите, па и кон детето. И исто така и психологијата на неговиот ученик Драйкурс, кој што зборува за чувството на припадност и важност. Значи тоа е во основата на човековото однесување, па и во однесувањето на децата. И нашата задача е да го задоволиме тоа чувство на припадност и важност, што значи тоа да ги прифатиме такви какви што се и да ги вклучиме во тоа што се случува во нивниот живот. Во позитивна дисциплина сето тоа е преточено во 52 алатки, тоа се овие картички прикажани преку картички и намерно се во ваква мала форма, во мал формат, за да може родителите да ги користат кога ќе им притребаат, односно да ги имаат токму вака во близина и секојдневно да ги читаат и да се потсетуваат. Тоа ние го правиме на курсот. Има различни насоки во однос на возраста на децата? Не, позитивна дисциплина, бидејќи се заснува на универзалните одлики на човекот и на детето, е применлива за сите деца, за сите деца, а и за возрастните. И да ви кажам искрено, нашето искуство досега од курсот имаме учесници кои што ни сведочат дека ги применуваат овие алатки во комуникацијата со колегите и во комуникацијата во домот со другите возрастни и велат дека има ефект. Така, ќе му оставиме простор мал до душа и на гледачите да се вклучат со нивни прашања во програма, почитувани емисијата контактна од овој момент. Сонја, да ве прашам како ќе го концепирате настанот кој што ќе се одржи на 10 јуни, бидејќи ќе биде велите поразличен од се што било досега, ќе има дел и за деца и за возрастни? Да, само да разграничиме, значи овој курс за позитивна дисциплина трае 7 недели и тоа е нешто што го работиме независно
да кажам, а ова што го организираме на 10 јуни е нешто ново. И според нашите сознанија е нешто што е уникатно, затоа што на едно место во исто време ќе може да учат и децата и родителите. Значи, ја нарековме работилницата патување низ емоциите и ќе зборуваме за емоциите. Значи, со децата ќе работи Елена Граматикова, која што има напишано книга за деца Боите на виножитото, а која што взборува за детските емоции. И децата ќе можат да се запознаат со емоциите, како да ги препознаат и како да ги искажат преку бои, преку приказни, преку игра. А родителите ќе можат да работат со мене. Ќе зборуваме за тоа како настануваат емоциите, како ни помагаат во нашиот однос со децата, па дури оние непријатните емоции кои што не ги сакаме толку многу, меѓутоа се дел од животот. Ќе зборуваме што е тоа што влијае врз емоциите и зошто е важна грижата за себе, за родителите. И сето тоа ќе го прикажеме преку практични алатки кои што ќе може да ги применуваат понатаму, а ќе им помогнат за подобра саморегулација. Така, родителите велат дека родителството никогаш не било потешко, дека е многу покомплексно во однос на минатото. Што мислите зошто е тоа така? Па не би рекла дека е покомплексно или потешко. Родителството секогаш било тешко. Поради тоа што тој генерацијски јас постоел и ќе постои секогаш. Тие разлики меѓу генерациите имаат свој удел во тоа како го разбираме светот, како ги разбираме работите. Меѓутоа, она што може би е специфично за денешното време се поразличните околности во кои што живееме. Значи, прво имаме различни околности во самото семејство, а потоа и пошироко во општеството. Порано семејствата живееле во проширени семејства. Родителите имале помош од сите кои што биле тука присутни, не биле единствено одговорни за одгледувањето на детето. Задолжително тука имало баби, дедовци, чичковци, тетки, стрини, и сите роднини, братучеди. И сите тие биле вклучени во грижата за детето на ваков или на таков начин. Во денешно време живееме во нуклеарни семејства, родители и деца. И тоа прави огромен притисок врз родителите и плюс сите други дополнителни работни обврски кои што мајките денес ги имаат надвор од домот, а порано ги имале, меѓутоа ги имале во домот и сепак биле тука присутни. Ние денес сме голем дел од денот одсутни од дома, кој што влијае врз односот со детето и на некој начин ја отежнува работата. Потоа ги имаме промените во општеството, во опкружувањето, во денешно време технологијата ни е се присутна. И не можеме да избегаме од тоа. Имаме пристап до многу информации и буквално сме преплавени и тоа може да створи конфузија. Што е како да го изберам на вистинското, кого да слушам. Има и многу спротивставени ставови и мислења. Од една страна, од друга страна со социјалните мрежи ние постојано правиме социјална споредба. Знаеме, меѓутоа во самиот момент не го применуваме тоа, дека тоа што го гледаме на социјалните мрежи е филтрирано, дека таму никој не покажува како се кара дома со детето, или многу малку има такви информации или видеа или објави. Така, гледам идеализирани проекции на семејствата. Идеализирани, да. И тоа дополнително прави притисок. Плюс го имаме и опкружувањето. Не размислуваат сите на ист начин. Можам да го дадам мојот пример. Значи, во поглед на телефоните. Моите деца немаат телефон. Сега големиот син има, меѓутоа долго време немаше и го држав понастрана од тоа, што не е случај со повеќето родители. И тука чувствуваш тој притисок од околината. И се прашуваш дали правилно постапувам. Потоа го имаш притисокот и од возрастните. Многу пати ми велат, ти многу ги мазниш. И тоа те тера да се преиспиташ дали ова што го правам е навистина добро. Меѓутоа тука те води тој внатрешен компас. Инстинкт, така. Зошто? Ако имаш одговор на прашањето зошто го правам ова, тогаш е многу полесно да се ослободиш од сите тие притисоци. Поднаслов на вашата книга "Разбуди го родителот во себе" е како родителството да стане уживање. Па може ли да стане уживање? Дали може би тоа
звучи малку утописки, нели, кога родителите се под постојан притисок да завршат се и се што, да се докажат на многу полиња, па и во семејството. Да, е утопија. Не е можно целосно да уживате во родителството, затоа што родителството е одговорност и многу тешка задача. Воопшто не е лесна. Од една страна, од друга страна е полна со неизвестности. Ние не знаеме, не можеме да ја предвидиме иднината. Нели, воопшто животот е непредвидлив, па така и животот на нашите деца. И не знаеме во кој правец ќе проложат да се движат и како ќе се развиваат. И сето тоа предизвикува страв. Меѓутоа, не треба да дозволиме стравот да не блокира. Така. Напротив, треба да го искористиме како можност да се препуштиме на непознатото. И тука јас го гледам тој момент на уживање. Целосно уживање не е, меѓутоа да бидеме подготвени и кога ќе влеземе подготвени, ќе најдеме уживање во тие мали моменти во секојдневието. Подготовката, нели, со читање, со учење, со курсеви ни помага полесно да се справиме со тие секојдневни предизвици, еве и преку овие картички, например. И тоа на некој начин ќе ни го олесни секојдневието и на тој начин ќе ја препознаеме многу почесто среќата и радоста во родителството. Така, да бидеме подготвени. Да. Сонја, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во магазинот за родителство 0+месеци. Ви благодарам за поканата. Почитувани, тука го заокружуваме денешното издание. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и ви посакувам пријатен ден.